Благодарам, почитувани граѓани, почитувани колеги, почитуван заменик министер за земјоделие. Јас би почнала со тоа што вие пред малку кажавте, вашите споредби 2005 и денеска. Мислам дека не треба тоа да го правите, затоа што реформата во земјоделието најпрви започна во време на СДСМ. И колку и да сакате да се прикажете како земјоделска влада, резултатите после 8 години ваше владење и вашите обиди да направите нешто за земјоделците паѓаат во вода. Самите земјоделци, меѓу кои, како што претходно рековте, некој ги дели на земјоделци од ВМРО или од другите партии. Не е така, тие се само земјоделци. Политиката не ги интересира. Не ги интересира дали можат да го прехранат семејството и да заработат од земја. Сите оние кои што немаат сопствена земја очекуваат државата да им додели земјиште. Овој предлог на закон денес што се расправа, само 2 члена се менуваат, но мислам дека се работи за големи пари. Именно зошто е инициирана ова измена на законот, најверојатно има злоупотреба кај субвенциите, бидејќи како што кажуваат земјоделците, а тоа се откри на надзорната расправа, дека субвенции за угар или кога нема да се посее нешто на некоја површина, се приближно малку помали од оние субвенции кои што би се добиле за посејување, например, на пченица. И доколку оваа власт беше навистина толку заинтересирана за да тргне земјоделството, најпрви да се вратиме малку, кога сакате веќе се враќаме назад, од 98 агрокомбинатот Џумаилија припаѓаше, беше доделено од страна на владата на ВМРО-ДПМНЕ на користење на земјоделското државно земјиште над 5000 хектари на поранешниот пратеник и градоначалник кој што беше коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ и не плати ниту еден денар од 98 година до 2011 кога веќе предпријатието отиде во стечај, го снема веќе данески, бидејќи треба малку да е повлечен за да се смират страстите. Но земјоделците не може тоа да го заборават. Има многу земјоделци кои што се оштетени на разни начини. Се уште придонесите не им се исплатени и платите кои што ги заработиле додека работеле во таа организација. Понатаму, на голем дел од македонските земјоделци кои што грозието го носеа на откуп во винарската визба, уште од 2009 на еден дел не им се платени, а понатаму до ден денеска другите, до 2011 земеното грозие се уште не е платено. Зошто владата тоа го толерираше? Сигурно има нешто. Како во законите не важат за сите исто? Но данески не смееше да се чепне, така? Данески нема платено. Зака Џумаилија од 98 ниту еден денар за закуп. И тоа го правевте на мангупски начин. Секоја година анекси се подпишуваат дека имало мерење на земјоделското земјиште поради денационализацијата и затоа се ослободува секоја година од плаќање на закуп. Затоа каналите во Овчеполието се непрочистени, патиштата не се средени, пристап до нивите на граѓаните на земјоделците нема. Молам по законот. Бидејќи владата не ја интересира или дебело ја интересира, но се зацкрива, не сака да ги наплатат тие долгови, бидејќи има најверојатно некоја друга линија. Некој профитира од тоа, некои високи функционери од власта. Не мислам на вас, господине заменик, но некој тоа од власта го правел. И за чудо, оваа измена, еве ќе се вратам на законското решение, сега што се инициира од предложен од вас и од министерот Димовски, кој што, еве, конечно се заинтересирал да се покачи, односно да се зголеми производството на пшеницата. Јас се сеќавам на една изјава овде на министерот Димовски, кога му поставува прашање за Џумаилија зошто толерираат од 2009 година, ништо не е посеано на земјоделското државно земјиште, кое што го држеше данески под концесија. Знаете што ми одговори? Па знаете, пратленичке, тоа може и добро, подолго време, неколку години да не се сее ништо, за да потоа има поголеми приноси. Еве вчера што ми кажа земјоделците од општина Лозово, дека годишно по 15 милиони килограми пшеница се приносите над 15 милиони. Значи тоа е најмалку
годишно приноси од овчеполието. Токму од таа површина земјоделска која што ја држеше Џумаилија, а сега дојде некои си белосветски, не знам, преваранти би рекла, Кобаја ги ќе обработуваат земјата, Кобаја ги ќе го развијат тој крај. За жал, ниту трага, ниту глас од него, граѓаните веќе изгубија надежта. И замислете, секоја година од 2009 година Република Македонија има најмалку по 15 милиони килограми помалку произведена пченица, а тоа е вкупно за сите 4 сезони кои што не се садеше. Извинете, секој ден проаѓам таму, 2 пати дневно. Жално е да се гледа. Изорано е само местото каде што министерот Ставерски заора и таму никна само троскот. Каде Ставерски заора има троскот. Земјоделците други кои што беа ангажирани, а не им е платено, имаат изорано околу 600 хектари. И напуштија, бидејќи никој не им плати. Лагата е откриена. Сите изгубија надеж. Зошто, господине заменик министер, не донесете план да се конечно да се подели ова земјоделско земјиште од над 5000 хектари на вистинските земјоделци? Да обстојуваат. Тие сами ќе го зголемат производството на пченица и дозволете тие сами да проценат кога треба една годишна култура да се сади после пченицата. И уште нешто, каде што нема систем за наводнување. Јас не сум стручњак, но ми кажа земјоделците дека не е можно да се сади едногодишна култура. Така е. И дополнително ги задолжувате сите оние кои што саделе пченица на 5 години да садат едногодишна култура. А што онаму каде што нема вода, систем за наводнување, или, како што е во овчеполието, каналите постојат, системот постоеше, но веќе го снемува. Не е прочистен, не е реновиран, не функционира. Само 5% велат земјоделците и од хидросистемот Брегалница дека се користи водата од Брегалница за наводнување. Само 5%. Нели е тоа жалосно? И мислите дека тие луѓе, тие земјоделци кои што ќе земат, имаат под концесија земја, на 5 години да ги терате да садат, задолжително да садат едногодишна култура, онаму каде што нема систем за наводнување или каде што не функционира, затоа што не ги вложувате парите од барем она што се убира од концесија, да ги вратите назад, да се средат каналите. Тоа не го правите. Немојте повеќе да зборувате дека сте земјоделска влада. Вие сте само во рекламите тоа. И овде, кога станува збор за некој закон, на терен, не сте земјоделска влада. Глумечка влада. Вие сте артистичка влада. Се филмови само снимате. На денот кога се отвараше, кога го промовиравте со брата Рој, утрото имаше навистина шатори, поставено трактори, како некој циркус да дошол во овчеполието. Но, истиот ден, вечерта, останаа само белите знамиња на ерболите и билбордот. Тракторите ги снема и не дојдоа, тие беа од Битола. Тие беа само за снимање на филмот. Да се направи пресконференција, да се види дека Ставерски знае да ора, но не треба Ставерски да ора. Треба да има возможните услови на земјоделците да ораат, да сеат и да жнеат, за да има зголемен принос на пченица во Република Македонија. Овчеполието е втора житница после Пелагонија во Македонија. И досега за 4 години, бидејќи толериравте необработено земјиште, само растање на трња и на булки во пролет, црвени булки диви, наместо храна за нашиот народ, затоа увезувавте пченица и пченицата, и брашното, и лебот беа поскапи за нашите граѓани. Затоа се качи цената. Доколку, еве, да бидам конструктивна, мојот совет е, одземете ја земјата, бидејќи не е со брата Рој. Некој друг стои зад со брата Рој, најверојатно, некој можеби македонски со брата Рој, што се крие зад овој индискиот, кој што овчеполието најверојатно ќе го претвори во Сахара. Сахара е пустина, знаете. Па и името добро сте го погодиле. Сахара груп може само пустина да ни направи. Од нашата една од најплодни површини, над 5500 хектари. Овчеполие. Зошто се вика овчеполие од вековите? Имавме овци. Сега ги нема. Сега ќе ни донесат крави, но нема да ни донесат. Кравата во Индија е свето животно. Од Индија ни една крава нема да пристигне. А бога ми 20.000 крави од Европа да стигнат, никој не верува веќе. Има оваа фирма само еден вработен,
од Карадманово на кој што му се даваат 150 евра месечно и тоа ќе трае до 1 март. И тој веќе изгубил надеж дека ова ќе заживее.